Благодарам, председателе. Благодарам и на представникот што ја елаборираше промената во овој закон. Колку повеќе учествувам во работата на оваа комисија, која што е комисија за европски прашања, колку повеќе европски закони носиме, за жал граѓаните и ние живееме се понеевропски. За среќа денеска го поздравувам моментот што ги трнавте трите точки од дневниот ред, затоа што повторно имавме закажани 3 седници, малтene во ист саат. Сега ќе речете, вие не сте одговорни за тоа, но ние треба да си кажеме. Во 12 политички и комитет за односи меѓу заедниците, во 12:30 комисија за европски прашања. Ја имам еден вака креативен предлог, да кога имате вака поклопување на темизите за одржување на работни тела, на седници, да ги ставите сите 3, пример, во една сала. Во Борис Трајковски, ставите ги сите 3 председатели горе, и по тројца ќе се пријавуваме, по еден од секоја комисија и ќе збориме и така ќе ги тераме комисиите, пошто ни го дерогирате правото да ја присуствувам на комисијата за политички исто каде што сум член, без разлика, може да како заинтересиран пратеник. И еден креативен предлог да ги одржувате сите на едно. Затоа што така личи работата во собранието, како што сте тргнали. Затоа што и цело време ги мешате надлежностите на комисиите, за среќа ги повлековте, зашто тие закони што ги повлековте всушност беа закони во надлежност на сосема друга комисија и ова тело ги гледа само како заинтересирано, а не како матично, односно ги гледа техникалиите во законот, во предлогот законот, а не суштинските измени. Јас сакам да поставам едно прашање до представникот кој што го елаборираше, чисто да искористам едно случување што има во државата. Всушност заштитата на личните податоци е уставна категорија, затоа што е заштитена преку штитење на сигурноста и тајноста на личните податоци, преку тоа интегритетот на секоја, односно личниот интегритет на било кој човек во државата. Па сум за усогласување и хармонизација со европското законодавство, но од друга страна на дело дали тоа се применува кај нас во државата, во многу случаи се покажало дека не е така. Всушност, конкретно сакам прашање да поставам дали со одлуката на комисијата, здравствената комисија, да се објавуваат јавно имињата и презимињата на заболените од корона, со што сметам дека би се предизвикал јавен линч кон нив, дали е во согласност со овој закон, како што кажавте, сите бенефити што ги набројавте од овој закон, дали всушност е уставна одлуката што е донесена на здравствената комисија, затоа што ние бевме сведоци дека токму на одлуки на таа здравствена комисија овдека имаше право да влезе пратеник во скафандер и да го загрози здравјето на останатите пратеници. Јас знам дека оваа одлука не е уставна и може лесно да падне, но еве како вие, како представник сега да ни објасните што може да се случи и да произлезе од тоа што е одлучено јавно да се објавуваат имињата и презимињата на луѓето што се заболени од корона во контекст на објаснувањето денешно на законот. Благодарам.